أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Продолжуваме со Аллахова дозвола со 87-миот ает од возвишеното суратул Бекара, во кој ает Аллах Азза ва Џелле ни кажува за други својства на Бену Исраил. Па вели Аллах Азза ва Џел: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Вели Аллах Азза ва Џел: и ние на Муса книга му дадовме, и после него, после Муса алейхиссалату вассалам, еден по друг пратеници прачавме, а на Иса, синот Мерјемин, јасни докази му дадовме и со светиот Џибрил го помогнавме. Зарем кога и да ви дојдеше пратеник со она што не им годеше на душите ваши, вие се вообразувавте, постанувавте арогантни, па едните од пратениците ги сметавте за лажни, а другите ги убивавте. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во овој курански ает ги опишува синовите Исраилови со непокорност, со инает, спротивставување и арогантност кон Аллаховите пратеници. Тие ги следеле само своите страсти и само своите желби. Потоа возвишениот Аллах Азза ва Џел спомнува дека на Муса алейхиссалату вассалам му е дал книгата Теврат. Но Бену Исраил и оваа книга ја искривиле, ја измениле, се спротивставиле на нејзините наредби и ја толкувале и тефсиреле според своји желби. Како што е познато и ден денешен, како што имат оние кои го тумачат или тефсират Куранот по своји желби и по своји страсти, не основан на никаков доказ од Куран и Сунет или говор на асхабите. После Муса алейхиссалату вассалам, Аллах Азза ва Џел испратил други пратеници и веровесници кои суделе според шеријатот на Муса алейхиссалату вассалам, како што вели Аллах Азза ва Џел: инна анзална таурата фиха худа ва нур. Ние навистина го објавивме Тевратот, кој содржи упатство и светлина. Јахкуму биха небијуна аллазина аслему лиллазина хаду варраббанијуна вал ахбару бима стухфизу мин китабилlah ва кану алейхи шухада. Според Тевратот, според оваа книга на Муса алейхиссалату вассалам, после него на евреите им судеа веровесниците, оние кои Аллаховата вера потполно ја прифатиле, и оние кои беа побожните луѓе, а исто така и учените. Значи, сите овие пратеници и побожни учени суделе според книгата на Муса алейхиссалату вассалам, од кои е барано да ја чуваат Аллаховата книга, да ја достават на другите и за која тие посведочиле дека е вистина. И затоа Аллах Азза ва Џел во овој курански ајет вели: وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. И после него, после Муса алейхиссалату вассалам, еден по друг пратеници прачавме. Така продолжило, колку пратеници имало после Муса алейхиссалату вассалам и веровесници, Аллах најубознојт, но така продолжило се до последниот од веровесниците на Бену Исраил, а тоа бил Иса, синот на Мерјем алейхиссалам. Иса алейхиссалату вассалам дошол со некои прописи кои се разликувале од Тевратот.
Затоа што и Иса алейхиссалату вассалам во основа одел по шеријатот на Муса алейхиссалату вассалам, но имал некои прописи кои Аллах азза ва джелле ги променил во одредени меселја или во одредени прашања. И поради ова Аллах азза ва джелле посебно на Муса алейхиссалату вассалам му дал да имат разни ајети, разни чуда и муџизи. Зошто знаел и на евреите дека тие ќе му се спротивстават на Иса алейхиссалату вассалам. Велите Ибн Аббас дека од овие чуда кои имал Иса алейхиссалату вассалам било оживување на мртвите, создавањето од глина форма на птица, па дувал во неа и таа со Аллахова дозвола станувала права птица. Исто така лекување на болести, известување за гајб, за скриени работи и неговото подпомагање со Рухул Кудус, кој е Џибрил алейхиссалату вассалам. Сето ова или овие муџизе укажувало на искреноста на пратеништвото на Иса алейхиссалату вассалам. Но Бену Исраил, синовите Исраилови, уште посилно го негирале на Иса алейхиссалату вассалам, му завидувале и покажувале голем инает према него, затоа што во некои прописи се разликувал од прописите на Тевратот кој ми бил објавен на Муса алейхиссалату вассалам. Како што возвишениот Аллах азза ва джелле известил за Иса дека им зборувал на Бену Исраил: јас сум испратен потврдувајќи вистинитоста на Тевратот. Не го негирви Тевратот, туку е потврдвид вистинитоста на Тевратот од Муса алейхиссалату вассалам, кој е објавен пред мене. А исто така сум испратен да ви допуштам нешто што ви беше забрането во Тевратот. И овие се прописи од Аллах азза ва джел. Пратенициве не зборват по своји страсти, туку све му е објава од Аллах субханаху ва таала. По ове менвење на некои прописи е од страна на Аллах азза ва джел. И ви дојдов со доказ од вашиот Господар, па плашете се од Аллах азза ва джел и бидете ми покорни мене. Па синовите Исраилови се однесувале кон веровесниците на најлош начин. Енни онни ми ги негирвеле, ги сметале за лажни, а додека други дури и ги убивале. И ове е најлошите нивни својства. А тоа е убиство на Аллахов пратеник. Причината, најголемата причина за тоа што ги негирали или ги убивале е тоа што овие веровесници после Муса алейхиссалату вассалам им доаѓале со работи што се спротивставувале на нивните страсти, на нивните желби и на нивните мислења. И ги обврзувале да постапат према прописите на Тевратот кои тие веќе и почнале да именват. Затоа им било тешко, па ги негирале овие веровесници кои дошле после Муса алейхиссалату вассалам. Поради тоа Аллах азза ва джелле велит: "Афа куллама джаакум расулун бима ла tahwa анфусукум мустакбартум, фа фарикан кадзабтум ва фарикан тaqtulun." Зарем кога и да ви дојдеше пратеник после Муса алейхиссалату вассалам со она што не им годеше на душите ваши, вие постанувавте арогантни и вообразени, па енните од нив ги сметавте за лажни, значи ги негиравте, а додека другите ги убивавте. Со овој курански ајет Аллах азза ва джел им кажува на муслиманите дел од овие вести и хабери на Бену Исраил, токму за да ги предупреди да не паднат во истото во кое тие паднале, за да не им биде одземено наместништвото или хилафетот на оваа земја и доверениот аманет што Аллах азза ва джеле им го доверил. И заради теа, кога муслиманите или поголем дел од муслиманите паднале во нешто слично во што паднале Бену Исраил, како што е оставање на Аллаховиот пот, оставање на неговиот шеријат, постапување по своји страсти, желби и мислења, значи своите страсти и редет над Аллаховата книга и над неговиот шеријат, и кога засуди и земет своите страсти или други покрај Аллах азза ва джел, и кога ги убивале даиите и оние кои повикуваат кон Аллаховата вера, или ги затвораат, или ги мачат, или ги протеруваат, тога Аллах азза ва джелле ги погоди муслиманите со она што претходно ги погодил на Бену Исраил, а тоа е разединетост,
Тоа е слабост, понижување, омаловажавање, несреќи и беда. И затоа овие несреќи и овие спротивставувања или разединетост помеѓу умметов на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем е токму една од причините заради ова. Заради што паднахме во нешто што го правил Бену Исраил, а те е напуштање на Аллахова вера, напуштање на неговите закони и на неговиот шеријат и наместо теа земвење за судии или земвење за прописи, оне што го сака е нашиве страсти и нашиве желби. И ваке ќе останит ове понижување и ова разединетост се додека не му се одзвиеме на Аллах Азза ва Джелле и на неговиот пратеник салаллаху алейхи ва селем. Се додека не ги подчиниме своите страсти и не го следиме шеријатот и неговата книга на книгата на Аллах Азза ва Джелле. И се додека не го исполниме оној завет што им го дадовме на Аллах субханаху ва таала, дека ќе прифатиме цворсто Аллаховата книга и сериозно и дека нема да постапиме освен према теја што ова книга ни носи од страна на Аллах Азза ва Джел. Потоа во другиот курански ајет, возвишениот Аллах Азза ва Джелле ни кажува што им рекоа Бену Исраил на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем откако го негираа. Како оправдање го земвеле ове. Па велит Аллах Азза ва Джел: "Ва қалу кулубуна гулф, бел ла'анахум Аллаху би куфрихим фaqalilan ма ю'минун." Велит Аллах Азза ва Джел, тие велат нашите срца се во обвивки покриени. Значи не го разбираме оне што го зборвиш ти. Но Аллах Азза ва Джелле го побива ова нивно тврдење и велит, а не е така. Туку Аллах нив ги проколнал заради нивното неверување. И тие многу малку веруваат, со верување што нема да имат никаква корист. Аллах Азза ва Джелле велит дека тие Бену Исраил во времето на Мухамед алейхиссалам посебно велеле, оправдајќи го своето одбивање на оне со што дошол пратеникот салаллаху алейхи селем, нашите срца се во обвивки покриени, што значи се запечатени. Го спречве тупатството да влезет или да стигнет до нивното срце. И велеле дека нивните срца се покриени и дека до нив не допира овој повик од Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Но овој нивни изговор нема никаква основа и затоа го поби Аллах Азза ва Джел. Па рекол не е така како што тврдат Бену Исраил. Туку нивните срца се покриени и запечатени затоа што Аллах ги проколнал ними. А зошто ги проколнал? Заради нивното неверување. Што значи поради нивниот куфр, пошто тие го одбрале неверството наместо верувањето и иманот во возвишениот Аллах Азза ва Джел. Фaqalilan ма ю'минун, и тие велит Аллах Азза ва Джел малку веруваат. Верување од кое нема да има никаква корист. Кој е теа верување? Велат исламските учењаци дека тие веруваат во нешто од она што им дошол Муса алейхи салату ва салам, како верување во проживувањето, верување во награда или казна, но ова нивно делимично верување ништо нема да му користи ка Аллах Азза ва Джелле. Зошто? Затоа што го негираат све оне со што дошол Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Од овој ајет, рече 88-иот ајет, се разбира дека една од казните со кои Аллах Азза ва Джелле ги казнува своите створенија на ова дуња и посебно од умметот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е одземање на упатството и корисното знаење. Тогаш кога човекот нема да има упатство и нема да има право шеријатско знаење, неговото срце е запечатено. Па затоа човекот останува далеку од правиот пат, далеку од Аллах Азза ва Джел, како што вели субханаху ва таала: "Ја ејюхеллезина амену стеџибу лиллахи ва лиррасули иза даакум лима юхјикум ва а'ламу анна Аллаха јахулу бейна ал-мар'i ва қалби ва аннаху илейхи тухшарун." О вие кои верувате. Ове е повик од Аллах Азза ва Джел. О вие кои верувате, одзвијте му се на Аллах и на пратеникот салаллаху алейхи ва селем со покорност. Кога ќе ве повикаат кон она што ве оживува од хакот и од вистината. Затоа што вистината, Аллахова вера, Куранот и суннетот е она што го оживува срцето
на верникот. И знаете, о верници, дека возвишениот Аллах Азза ва Джел управува со сите работи и дека е способен да застане помеѓу човекот и она што го посакува неговото срце. И затоа тој Субханаху ва Таала е оној на кого треба да му се одзвиете кога ве повикува, бидејќи во неговата рака е власта над се. Па таквиот човек кој има запечатено срце не може да се упати на правиот пат, ниту да се одзвие на Аллаховиот повик, ниту да стигне до покаяние, ниту да се покае од неговите гревови. И Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем не извести дека искушенијата ке им се изложува на срцата на луѓето како што се плете трска во рогозина, стапче по стапче, значи дел по дел. Па вели, секое срце што ќе ги прими и ќе се впијат овие искушенија во неговото срце, во него ќе се стави црна точка. И секое срце што ќе ги одбие овие искушенија, во него ќе се стави бела точка. Па така, вели алейхи салату ва салам, срцата ќе станат два вида. Едното бело како мазен бел камен, на кое нема да му наштети никакво искушение, се додека постојат небесите и земјата. Мазен и бел камен, ако ставиш нешто згора, падви тон него одма, не остане ништо на него. Ваке, накратко го опишви како искушенијава падвет од сорцава на правиот верник. А додека вели другото, црно, помешано со мрачна боја, како превртен сад. Не го препознава доброто и не го отфрла злото, освен она што ќе се совпадне со неговите страсти. Поуката од овој хадис е дека човекот треба да се чува и да биде внимателен. Треба целосно да разбери дека искушенијата му се изложуваат и дејне и ноќе. Било тоа да е забрането видео, забранети нешта што ги гледат, забранет имот што го зема, или некој друг вид занимавање со оне што е харам. Свекоја работа кога човек се занимава со нешто што е харам, му се става црна точка во неговото срце. Колку пати го повторвиш овој грев, толку пати се става црна точка во твоето срце. А каде се ставаат овие точки? Се ставаат во срцето, во местото каде што излегува упатството или во местото каде што треба да се вгнезди упатството на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Па кога срцето ќе потемни од овие црни точки и ќе поцрне, тогаш упатството не може да најде пат да стигне до тоа црно срце. Како што Аллах Азза ва Джелле вели, келла бел рана ала кулубихим ма кану јаксибун. Напротив, вели Аллах Азза ва Джел, врз нивните срца се наталожило она што го заработувале. Односно поради нивните гревови, непокорност, престапите, расипаноста и злоделата, сето тоа се собирало врз неговото срце, па го покрило со обвивка, затоа до него не може да стигне никаква поука. Нема никакво влијание од Куранот, ниту од говорот што им се упатува. Зборовите, иако стигнуваат до неговиот слух, иако слуша Куран, иако слуша поуки и вајзи или дерсови, не го поместуваат од неговото место. Не оставя никакво влијание врз него. Зошто? Затоа што сето тоа што го слуша не може да стигне до неговото срце од тие премногу гревови што ги чинел или што ги чини, што го прекриле неговото срце. Затоа, браќа, од овие два аети и од овие поуки учиме дека најголема опасност за човекот не е само да греши, туку срцето да му се навикни на грев. Па повеќе да не го препознава доброто како добро, ниту злото како зло. Затоа синовите на Бену Исраил не биле казнети затоа што не знаеле, туку затоа што знаеле вистината, но ја одбиле поради нивните страсти, инет и горделивост. И затоа Аллах Азза ва Джелле ги оддалечил од неговата милост и нивните срца станале затворени и не примеат упатство од Аллах Азза ва Джелле. Затоа да се чуваме од гревови, било мали или големи. Да се чуваме од следење на страстите и од одбивање на вистината кога ќе ни дојде или кога ќе ни биде јасна. Да не дозволиме Куранот
да го слушаме само со празно слушање, да стигви само до нашиве уши, а никако да не стигви до нашиве срца. И затоа да му се одзвиеме исто така на Аллах Азза ва Джел, на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кога не повикуваат кон оне што вистински не оживува, а тоа е кон неговата вера или кон Куранот и Суннетот. Го молиме на Аллах Азза ва Джел да ја очисти нашиве срца, да ја отвори за да ја примет вистината, да не заштити од овие црни точки со кои не извести Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, црни точки на гревови, да не остајат или да не напред од оние што иследат страстиве, туку да не напред од оние кои слушаат поука и го следат оне што е најдобро он ними. И го молиме на Аллах Азза ва Джелле да го зацврсти нашето срце кон неговата вера, да ја очисти нашиве души, да ни прости нашиве гревови. И го молиме на Аллах Азза ва Джелле да ни напред од оние кои се искрени, да ни седини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените, шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи аџмаин.